На сослушувањето за трговија со луѓе, филипинскиот сенатор Шервин Гачелјан ги испрашува службениците од неколку агенции, вклучително и Корпорацијата за забава и игри на Филипините, позната како ПАГОР, и која ги регулира офшор операторите за игри во земјата кои нудат онлайн коцкање на клиентите во странство. This brings international shame to us. Ова ни носи меѓународен срам. Филипините стануваат центар за измама. На почетокот на мај властите извршиле рација во овој наводен центар за измама на локација на неколку часа возење од главниот град на Филипините Манила. Спасени биле повеќе од 1000 жртви на трговија со луѓе од цела Азија. Джейсон бил заробен околу 7 месеци. Гласот на Америка се согласи да не го открива неговиот вистински идентитет или националност од безбедносни причини. Тој вели дека дошол на Филипините откако бил измамен дека ќе има легална работа и бил принуден да излаже американец со криптовалути и мажи од Канада кои ги измамил дека е жена. Бев принуден да направам романтична измама. Се обидуваме да ги привлечеме жртвите преку апликацијата за запознавање како што се Facebook со станоци, Tinder, Bumble, Hinge. Приказните за измами со криптовалути поврзани со мрежи за трговија со луѓе станаа вообичаени низ Азија. Семејствата на жртвите одржуваат демонстрации, вклучувајќи го и бдеењето со свеќи во Малезија. Жртвите се тргуваат во центри за измама на Филипините, Лаос, Камбоџа и Мјанмар. Има извештаи за тепани, па дури и убивани жртви, доколку не ги послушаат киднаперите, но Джейсон вели дека тој тип на насилство не се случил таму каде што тој бил заробен. There is no physical abuse. Нема физичко малтретирање, само ментална злоупотреба. Најлошиот случај е одење во просторија за притвор. Джейсон зборуваше за гласот на Америка откако сведочеше на сослушувањето на комисијата на Филипинскиот сенат. Председавачот на комитетот се залага за забрана на офшор оператори за игри. Ако им се дозволи да продолжат да работат како и обично, криптоизмамите и трговијата со луѓе исто така ќе растат со застрашувачка брзина. Нашата влада никогаш нема да може да стави контрола. Повик за поголема акција додека регионот се бори со трговија на огромен број жртви.